Добар ден, почитувани гледачи. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е народниот правобранител господинот Иџет Мемети. Господине Мемети, во последниот период посебно актуелни беа забелешките на Европската комисија за состојбата со човековите права во Република Македонија. Каква е состојбата според вас? Република Македонија не само на објективен или начин на создавање на услови за да се спроведуваат законите доста ефикасно и квалитетно има потреба да работи во тоа поле. Туку Република Македонија секако дека недостасува во системот и има проблеми и слабости и во формалниот дел, значи во законската регулатива. Јас во ова прилика би спомнал само еден сегмент. Видете, 3 години наназад во извештајот на Европската комисија се спомнува потребата од донесување на посебен закон за заштита од дискриминација. Извештаите на народниот правобранител веќе 5 години наназад истото го бараат. Ова само го спомнав за да се компарираат одредените нешта. Кога сме веќе кај законот за антидискриминација, неделава повторно се актуализираше донесувањето на овој закон. Зошто според вас се проблематизира целата процедура? Видете, до сега нема паднато ниту една одлука по однос на тој основ, дека е прекршено тоа право, дека одреден граѓанин е дискриминиран, а од друга страна и во судството, за жал, таа е состојбата и не може со тие бројки не ја покажуваат реалноста во Република Македонија, реалната слика, затоа што ако се бројките нула, тоа не значи дека во Република Македонија нема дискриминација. Напротив, ја има истата и може да се најде скоро во секое место, без разлика дали во институциите на општеството, дали во приватниот сектор и така натаму и така натаму. Само народниот правобранител има успеано во неколку случаеви и покрај тоа што граѓаните често пријавуваат дискриминација кај народниот правобранител, но кога ние бараме од нив, затоа што само со нивна согласност можеме да водиме постапка, дали да го водиме тој процес или таа постапка, нивната представка по основ на дискриминација, по кој основ тој смета, национална, работна и така натаму. Сепак тие се повлекуваат, нема доволна храброст до крај да истрајуваат и да бараат од нас од тој аспект да ги штитиме и бараат, сепак го променуваат своето мислење и бараат да ги штитиме не по тој основ, туку по работен однос. И покрај тоа што позадината е, затоа што ја искажуваат, е дискриминација. Затоа сметаме дека е потребно на Република Македонија да има една таква законска рамка која ќе овозможи и тоа и ефикасна заштита, но и квалитетна заштита на граѓаните на кои им се врши или се осеќаат дека за разлика со другите не се осеќаат еднакви, а тоа е последица затоа што се дискриминирани без разлика по кој основ. Кога сме веќе кај законите, во изминатиот период во јавноста се споменуваше и законот за градба, посебно се проблематизираше одредбата за конфискација на имот. Дали имало поднесено поплаки до народниот правобранител во однос на ова прашање досега? Имаше во јавноста одредени реакции по однос на таа одредба за конфискацијата и се со мислење дека се работи за национализација која е недопуштена и така натаму, но ние како институција се уште немаме примено одредена представка од граѓанин дека му се случило истото или представка со која граѓанинот би побарал од нас да заземеме став истата или да ја напаѓаме пред Уставен суд или постои можност да покренеме одредена иницијатива до овластените предлагачи за да ја сменат, односно за да ја доуредат таа одредба. Со ова сакам да кажем, се уште немаме пракса
која би ни била доволна мера за да заземеме став, за да покренеме одредена иницијатива или изнесеме одреден наш став кој би ефектуирал на крајот на краиштата таа слабост во законот да се тргне. Вие сте шеф на единствената институција во земјава која следи правичната застапеност на припадниците на заедниците. Како се одвива овој процес и како може да се спроведе овој процес без дополнително да се оптерети јавната администрација? Видете, се сложувам со вас дека спроведувањето до крај на овој принцип и тоа квалитетно спроведување навистина е комплексно прашање. Ако го имаме предвид фактот дека институцијата Народен правобранител може да ги надгледува само државните институции, а не и другиот дел, поготово ние можеме јавните предпријатија, но нашите извештаи покажуваат дека овој процес се развива, односно се имплементира, но констатираме дека со позабавени чекори може на уште поквалитетно да се спроведе тој принцип. Посебен проблем овде представуваат јавните предпријатија. Не може тој принцип не треба да се свати дека се работи само за државната администрација. Мислам дека тоа е погрешно сваќање. Затоа што ако тргнуваме од тоа, од коренот, зошто е поставен тој принцип во рамковниот договор и зошто тој принцип стана уставно начело, мотивот бил сосема нешто друго. Мотивот бил, клучниот мотив бил тоа да сите граѓани во оваа општество се осеќаат рамноправни и сите граѓани во оваа општество, институциите, поготово институциите, но тука спаѓаат и другите јавни институции кои имаат јавни овластувања, да ги чувствуваат како своји, да не пред нив се чувствуваат дека се дискриминирани или не пред нив се чувствуваат дека нееднакво постапуваат спрема истите. Сепак се овие мерки кои не се лесни за спроведување. Мора да се има волја, мора да се има осет за да истото се случи и што секако сметам дека е моја забелешка во својство на омбудсман институција, дека не треба да се фокусираат тој принцип да се реализира само во државната администрација. Туку тоа треба да биде пошироко, затоа што општеството не е само јавна администрација која брои 10.000, например, државни службеници. Не е само тоа. А во последно време гледам дека кај застапеноста се вработуваат како државни службеници. Тоа е добро, но не треба да остане само во тој сегмент. Како би ја процениле вашата соработка со институциите? Ако се гледаат извештаите на Народниот правобранител години наназад, може да се извлече еден заклучок дека има секоја година благ пораст на довербата на институциите, не на граѓаните, туку на институциите кои Народниот правобранител ги мониторира спрема Народниот правобранител. Тие како минуваат годините, се повеќе почнуваат, се отвараат. Но не е тоа доволно. Сметам дека не е доволно да се отвараат од аспект само да се комуницира од формален аспект. Туку многу битно е од суштински аспект да се соработува. Значи, квалитетно да се соработува. Ако не се соработува квалитетно, тешко дека можеме на граѓаните да им помогнеме или ефикасно да им ги штитиме нивните човекови слободи. Господине Мемети, ви благодарам. Благодарам на вас. Тоа беше се во ова издание на неделното интервју на Радио Слободна Европа. Се гледаме повторно за 7 дена.